По неколку недели ветровито време Скопје повторно се најде на врвот на листите за аерозагадување, овој пат на второто место веднаш зад Бангладеш. Податоците ги објави страната Air Visual, која ги собира од сите мерни станици во светот. Според нив, загадувањето на воздухот утринава било најголемо во Карпош, во околината кај ректоратот и во центар. Невена Георгиевска од О2 вели дека мерките за справување се очигледни, но дека треба да се преземат. Сите оние мерки што треба да се преземат во главном долгорочни, и што треба да се почна што е можно поскоро, треба да бидат во сите области, значи индустријско, домашно загревање, контрола на горење на отворени сметилишта, градежништво, сообраќај, значи треба да има редукција на сите извори на загадување. Меѓутоа и покрај овие мерки, колку и да се добри, мораме да имаме ние и контрола на тоа колку се спроведува, а заради тоа ни треба и доста законски измени во законите за да можат да бидат прилагодливи, да можат инспекциите и самите организации да бидат искоординирани, тоа добро исконтролирано. Иницијативата Канцерогено општество, која организираше демонстрации за загадениот воздух неколку недели поред, повторно закажа протест за сабота. Тие велат дека е потребно свикување на итна владина седница, вклучување на експерти кои би помогнале за подобрувањето на состојбата. Бараат владата да ги употреби сите средства за справување со овој проблем, како и вклучување на представници од граѓанскиот сектор во надлежните контроли за големите загадувачи. Претходно Европската организација на ревизорски институции Евросај излезе со извештај дека најголемиот загадувач во Македонија е индустријата. Второ на листата е загадувањето предизвикано од домаќинствата, додека автомобилите биле оценети како средни, а отпадот, земјоделието и останатите фактори како помали загадувачи.